Здраво Македонија, почнуваме со листа за 300, квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Како и секогаш, така и денеска надпреварувачите се подготвени, па да не им го трошам повеќе времето, ќе ги повикам да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Прво, се знае, ќе ги повикам тековните домакини, односно победниците од минатото издание, тоа се Драган и Васил. Повелете. Драган, здраво. Здраво. Васил, здраво. Здраво. Како сте? Добро. Добро расположени. Минатиот пат ми земавте 150 евра. Да. За денеска, какви се плановите? Ќе видиме. Кај прочитавте, запаливте кола да видите општини СЦ, буквата Еден низ круг, Македонија. Еден круг низ Македонија. Сега од истокот па последње фанеме од Тоа е запад. добрата страна кога имаш мала држава. Можеш да прочиташ на брзина, све да видиш, да провериш. Еден ви видиме и кафанчиња со Да. Може тоа да биде следната тема. Кафани, кафеани, кои што во своето име содржат буквата ЦА. Ќе биде интересно и весело. За денеска гледам дека сте расположени, секогаш добра позитивна енергија, да не сакате да додадете нешто, да поздравите некој. Поздрав до сите што Фамилијата, Фамилијата обавест. Голем поздрав до сите. Во ред, да не ве концентрирам тогаш, ако е тоа, повелете во домакинската кабина. Во нашето студио секако присутни се и нивните противници. Денеска ќе имаат улогата на предизвикувачи. А таа улога им припадна на Чеде и Павле. Повелете. Здраво. Здраво. Чеде, здраво. Добре, дојдовте, ако не се лажам, прв пат сте во листа за 300, така? Прв пат сме и на квиз. Воопшто да Да. Квиз парфа. Леле, значи имам таа чест. Деби, да бидам ваш сведок на вашето деби, се надевам дека ќе имате позитивно и убаво искуство, што нема да ве одврати за понатаму. Трема да имаме или не? Па не. Малку. Немаме, значи ќе заборавиме на тоа моментот, ќе видите кој ќе влезете во кабината, ќе се сконцентрирате на темите кои што ќе ги зададеме, таму нека ви биде паметот, друго нека не ве интересира. Но пред да ви испратам во вашата кабина, да ве запознаеме на кратко, ајде Павле, од тебе ќе почнеме. Павле Симовски од Тетово. Сега тетовчани ќе навиваат. Да. Па сигурно ќе навиваат, да. Минатата емисија имавме неколку општини во близина на Тетово со буквата Ц. Верам ако си гледал дома дека тебе полесно ти одело, баш противниците тука ќе има шанса сега да им се светиш за тоа. Само 3 беа со буквата Ц во околината на Тетово. Да, Така е. гледавме, да. Точно, баш ми е драго. Чеде, Чеде Јанчевски исто, Тетово. другари одамна се познавате или роднини нешто? Другари сме одамна се познаваме. Цел живот другари. Чија беше идејата да дојдете во листа за 300? Од Павле Па беше. моја беше идејата. Јас подолго време барав партнер. И конечно го најде. Ама да, никој не сакаше да се нафати, ете. Зошто никој не сакал да се напати? Чеде беше најхрабар. Да, браво, Чеде, а за другите што не сте сакале да се напатите, да се нафатите. Така тешки, мудри зборови беа ова. Така е. Павли Чеде, заборавете, како што реков, прв пат вие, ете, како што кажавте и самите воопшто да учествувате во квиз. Значи, заборавете на целото обкружување, можеби збунувачки делуваат сите рефлектори, камери, луѓе присутни тука, но заборавете на сето тоа кога ќе влезете во кабината. Се што треба да слушате е темите. Бидете на тоа сконцентрирани, фокусирани, опуштено, лававо во продолжение. Гледајте на секако една голема забава при која што можете да освоите некој денар. Со среќа, почувате како предизвикувачи, ќе видиме до каде ќе стигнете. Ваше предизвикувачката кабина, повелете. Благодарам. Драган и Васил, односно Чеде и Павле се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Чеде и Павле, дали се слушаме? Се слушаме. Се слушаме. Ако имаме некаков технички проблем во продолжение, да ми сугерирате ведноста да го решиме проблемот. А сега, драги гледачи, ќе исклучиме нивната кабина да провериме кабината на Драган и Васил, дали се слушаме? Да. Паш ми е мило, знаете, веќе да не ви повторувам, ако имаме некој проблем, ќе ми кажете и тоа е тоа. Може да продолжиме. Домакини? Одлично. Ете, драги гледачи, добивме и зелено светло од домакините, покрај тоа што сите заедно се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи време да започнеме со листа за 300, како и секогаш така и денеска почнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи.
најчести машки презимиња што завршуваат на ов или еф. Бараме машки презимиња кои завршуваат на ОВ, односно ОВ, или на ЕВ, односно ЕФ, и кои на сајтот на Државниот завод за статистика ги има повеќе од 300 во нашата држава. Значи, ги бараме најчестите машки презимиња на ОВ и ЕФ. Внимавајте, како што рековме, треба да се повеќе од 300. Верувам дека на сите ви е јасна темата, но сакам да ви кажам да внимавате, немојте да измислувате, да правите некои непроверени варијации за да не направиме некоја непотребна грешка, но сепак, нели, на крајот од денот стратегијата и планот за игра се ваши, па оставам самите вие да видите како ќе играте. Драган и Васил, дали ни е јасна темата? Јесте. Одлично, Чеде и Павле, дали ни е јасна темата? Јасно, да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Чеде и Павле. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А господа, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Петнаесет. Започнуваме со 15. 20, 20. 23. 23. 25, 25. 30. 30. 35, 35. 37. 37. 40, Округло 40. Нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме Чеди и Павле дали ќе се исплати стратегијата. Сепак 40, 40 е бројката, да. Убаво надававме, мора да признам, никој не се повлече пред време, храбри едните и другите. Сега имаме 40 празни полиња кои што Драган и Васил ќе треба да ги исполнат со точни најчести машки презимиња за да го освојат првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете. може. Стојанов, Стојанов. Сгрешно. Замисли така да прв грешен одговор. Не. Стојанов, точно така е едно од најчестите презимиња. јас сум Стојанов, а он е Тодоров. Тодоров, ајде! И двајцата. Ми се допаѓа ова што си започнавте од вашите презимиња. Одлично. Тодоров, точен одговор. Јорданов. Јорданов. Така е. Николов. Николов. Поздрав еве до фамилија Николови, моите кумови. Да сте живи здрави. Така е, точен одговор. Манев. Манев. Манев е наш пејач. Трајче Манев. Трајче Манев, да. Така. Поздрав и до негови фамилијата негова. Јосифов, Јосифов. Така е. Јанев, Јанев. Така е. Темов. Извини. Темов. Темов. Ја имам пријател Темов, има и пиво по него и така, мислам негова баш Темов. Попов. Темов, само момент да видиме, иако не познаваме, да видиме сепак дали ги има доволно за да бидат на оваа листа на најчести машки презимиња на ОВФ. Како што рековме, условот е да ги има повеќе од 300 во нашата држава, А повеќе од 3, па не треба... а за жал Темов се само 140 во Македонија. И мене ми звучеше Нема, ја поинаку те разбравме, те Не разбравме. разбрате, мам. 300 дека завршуваат на ОВ. не се разбравме, зошто не ме прашавте да ги разјасниме работите Драган и Васил. Баравме да ги има повеќе од 300 во нашата држава за да го исполнат условот, да. Многу ми е криво што поради недоразбирање вага заврши работата, ќе имаме шанса ајде да поправиме целата оваа работа сега со другата лицитација. А за Чеди и Павле честитки за првиот освоен поен. Ќе беше интересно да слушаме уште неколку, барем да стигнеме до 25-30, па така и победата за вас. Мислам, поенот за вас ќе беше уште посладок. За нив ќе беше уште поболно. Се надаме. Но тоа е што е, не се опуштајте, само имам уште една лицитација, може се за миг да се промени. А најчести машки презимиња што завршуваат на ОВ или пак на Ф.
се Алексов, Алиов, Амедов, Ангелов, Андонов, Апостолов, потоа Георгиев, Ѓоргиев, Димитров, Димитриев, Димов, Донев, Ибраимов, Иванов, Илиев, Темелков, Павлов, Пандев и така натаму. За жал Темов не беше помеѓу овие, како што рековме, само 140, ако може да кажам, само 140 во Македонија го носат тоа презиме. А сега, драги гледачи, е време за второто надавање, втората лицитација, која што ќе ни каже многу дали ќе играме пенали или пак ќе се префрлиме тука на главната сцена сите да играме за парична награда. Да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: градови со прволигашки екипи во најсилните 4 фудбалски лиги. Бараме имиња на градови во кои има најмалку една прволигашка фудбалска екипа во 4 најсилни европски фудбалски лиги. Тоа се Премиер лигата во Англија, Шпанската Ла Лига, Италијанската Серија А и Германската Бундеслига. Секој град можете да го кажете само еднаш. Имињата на екипите не мора да ги кажувате. Секако, ова се однесува на актуелната сезона 2023-2024 година. Драган и Васил, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Чеди Павле, дали ни е јасна темата? Јасно. Да, јасно. Супер. Знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Во таа ситуација моментално се наоѓаат Драган и Васил. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Чеди Павле, а Драган и Васил, кога ќе имаме понуда? 10. 10. Започнуваме со 10. 15, 15. 20. 20. 23, 23. 24. Едно повеќе 24. 25, 25. 26. 26. 30, 30. Не, 31. 31. Марко, која беше последната понуда? 31. 33, 33. 35. 35. плюс 1, 36. 37. 37. 37. 38, Едно повеќе 38. Сега шо играат или шо играле? Што моментално играат? Нека одговара. Да одговарат? Да. Во ред. Чеди Павле, сега се е во ваши раце. Имаме 38 празни полиња, вашите противници решија да се повлечат да ви дадат шанса вие да одговарате на оваа тема. Баравме градови со прволигашки екипи во најсилните 4 фудбалски лиги. За Премиер актуелната, тоа се Премиер лига, Шпанска Ла Лига, Италијанска Серија А и Германска Бундеслига. Оред. Тоа се тие, како што рековме, имињата на екипите не морате да ги кажувате, а градовите само еднаш. Кога ќе бидете подготвени, почнувајте. Да. Милано, Милано. Така е. Торино, Торино. Така е. Рим, Рим. Точно. Фиренца, Фиренца. Точно. Удине, Удине. Точно. Верона, Верона. Така е. Аталанта, Бергамо, Бергамо. Точно. Дженова, Дженова. Така е. Болоња, Болоња. Ови ме секој сме подсеќа на болонјезе, шпагети, макарони. Така е.
Мадрид. Мадрид. Се селиме сега во соседна Шпанија. За Италија соседна, за нас далеку. Да. Така е, точен одговор. Барселона. Барселона. Така е. Севиља. Севиља. Точно. Валенсија. Валенсија. Така е. Билбао. Билбао. Точно. Мајорка. Palma de Mallorca. Мајорка, Палма де Мајорка. Така. Сан Себастијан. Само момент, Палма де Мајорка 15 точен, така Сан Себастијан рековме. Da, Real Sociedad. Реал Социедад од Сан Себастијан. Така е. Минхен. Минхен. Така е. Берлин. Берлин. Бремен. Берлин точен одговор. Бремен рековме, така. Точно. Волсбург. Волфсбург. Така е. Аусбург. Ауспух. Аусбург. Аусбург, така е. Аусбург, точен одговор. Мајнц. Мајнц. Така е. Frankfurt. Франкфурт. Така е. Дортмунд. Дортмунд. Точно. Леверкузен. Леверкузен. Точно. Мехенгладбах. Мехенгладбах, Гладбах. Мехенгладбах. Така е. Дармштат. Чекај. Дармштад, проблем имам да ги изговорам и минјава германски. Лесно видат вас. Дармштад. Точен одговор. Лајпциг. Лајпциг. Може? Лајпциг, точен одговор, 28. Одиме сега на Лондон. Лондон. Така е. Манчестер. Манчестер. Така е. Ливерпул. Ливерпул. Веќе 31 имаме точен одговор, точно. Астон Вила од Бирмингем. Значи, Бирмингем. Така е. Нотингем Форест или Нотингем, да. Нотингем, добро, Нотингем Форест, така е целото име. Нотингем или Нотингем Форест. 33 точен одговор. Уште 5 имаме. Уште 5. Ајде. Салерна, од Салернитана од Салерно. Салерно. Да.
Салерно, точен одговор. Така е, потоа? Вулверхемптон. Нема да се трудам да го повторам. Вулверхемптон, така е, точен одговор. 3 уште. Брентфорд. Брентфорд. 36-ти, точен одговор. Виго. 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 Јас сум слушал за Селта Виго. Чекај, Виго. Да не се... Така е, Виго, точен одговор. И Одиме со најпријатното изненадување во Шпанија, мислам дека го прескокнавме вамо, Жирона. 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 Или Гирона. Гирона или Жирона, На така... каталонски со Ж. Каталонски збориме ли сега, чеде? Зашто така ќе не знам, муабе да направам. Така е, Жирона или Гирона. 38 точен одговор за Чеде и Павле. Браво, момци, убаво истрчаме. Ете кој си гледа фудбал, кој си прати. Верувам дека и вашите противници сега им е криво што ви дадоа шанса да одговараат. Верувам дека и они сега им текнуваат уште барем 4-5. Ке може и они да одговарат на истата тема, но тоа е што е честитки до вас. За кратко ќе ве повикам тука на главната сцена. Драган и Васил, одлично одиграна партија, ви текнаа после тоа градови, ви се наврати вас, можевте да терате поише од 40 да речем? Можеш. Да. Тука негдека, но највише мислам дека не го утепа моралот, првата грешка од првата лицитација, тука некако Васил ни испласна, му падна ентузијазмот за игра, не се зет. Ја морам да ве пофалам, бевте супер надпреварувачи, се дружевме во 2 издања на листа за 300, па морам да ви кажам дека вратите од листа за 300 се секогаш отворени за вас. Се гледаме во некоја следна прилика, ве чекам повторно да се пријавите. До тога, за жал, морам да ви кажам чао. А пред да продолжиме понатаму и да ги повикам Чеди и Павле да ми се придружат на главната сцена, да ги прочитам некои од оние градови со прволигашки екипи во најсилните 4 фудбалски лиги. Ќе пробам да ги одвојам. Тука ги имаме Бернли, потоа Бирмингем, Брайтон енд Хоув или само Брайтон, како сакате, Бурнемоут, Лутон, не знам кажав, дали кажеме Ньюкасл, Шефилд, потоа ги имаме Билбао, Вилјареал, Виторија, Гетафе, кој е споен со Мадрид, нешто слично како ситуацијата со Лондон што беше, потоа Гранада, Лас Палмас, и од Германија ги имаме Бохум, Дармштадт, потоа Зинсхајм. Јазик искршив. Ке ме разберете што се откажам на Волко малце одговори. А сега, драги гледачи, како што реков, време е да ги повикам Чеде и Павле да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда? Ќе дознаеме во продолжение, затоа останете со нас, се враќаме по паузата. Павле и Чеде ми се придружија на главната сцена и ќе кажам и листа, темата се извинувам, која што ми е подготвена. Но прво, знаете, треба да протрчаме низ листата, да се подсетиме како стојат работите. Имаме 15 празни полиња, кои што треба да ги исполниме со точни одговори, доколку сакаме да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, ако ми дадете 3 точни одговори, вас ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 50, за 12 200 евра и за 15 се заминувате тука со парична награда од 300 евра. Павле и Чеде, темата ми е подготвена, како стоиме со класична музика? Темата спорт ни се погоди со лицитација, ама сега... Не може на 2 пати, не е политиката таква да даваме спорт повеќе пати, мораме да шараме малце низ темите, пробам да се извадам сега јас. Но не ми се љутете мене, јас немам никакво влијание на темите. Да, други ги одлучуваат. Вака, слушајте убаво. Интересна тема, не е тешка, ја знаеме од општа култура, барем неколку за да доеме до некоја парична награда. Тука сум и јас, заедно ќе пробаме да испееме една опера. А вие слушајте добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на италијански и француски композитори на опери. Бараме имиња на композитори на опери од Италија и Франција кои имаат најмалку компонирано една опера. Слушајте, потребно е само презимето, ако сакате името да го кажете во ред, но можеме и само презимето доколку не сме сигурни за името. Ке ви го признаеме и тој одговор. Сега, ја гледам доста
познати ми няма ги гледам. Да. Ова во Сарвија е многу полесно. Па 3 може Но да мислам кажем. мислам дека можеме до некаде да стигнеме, тоа ми е муавет. Италијанец, валде, Вивалди, валде, италијанец. Супер размислуваш. Добро. Павароти е пејач или... Ама не, што е? тоа не е композитор. Или композитор, Павароти. што е? Кој знае дали имал компонирано. Ја мислам Джузепе Верди, Вивалди, додиме и француски, италијански. Да, француски и италијански. Француски. Има еден Джакомо. Джакомо Пучини, тие тројца италијанци, да кажем. Ајде, Джузепе Верди. Джузепе Верди. Браво, мислам дека малце повеќе ќе се мачите, сериозно. Джузепе Верди. Прв точен одговор. Антонио Вивалди. Антонио Вивалди. Така е. Джакомо Пучини. Джакомо Пучини. Ни еден не знам, значи не италијански, не француски. Си кажи, честитки за првите 50 евра. Нека се множат. Фала. Ајде да помислиме, да не видиш. Мислете. Не, ако и постои најмала шанса да знаеш некој, Да. разговарај со мене, зборете меѓу себе, Точно, ќе точно, да. видам што можам да ви помогнам. Може че ни да- текне нешто. Да. По некој филм да не текне по нешто. Каде е опера, што е класична музика. Како дете срам. Ајде, по. Че е доста джави се мисли. Требаше оперски пејач да стана, може. Замисли. Ама тие се крупни многу. Ништо си треба- Одма Не ми можеш го ти да пробам скрчи, јас. сонот ми го скрчи. Да пробам јас. Павле може, ама... Боди шеминг, Јас ме и ти, прави срам да ти. Марко, потички. Чете опера, море. Француски некој... Познати се стружени по опери и охриѓани, чете опера. Ајде, мислете, вака се. Ти текнува барем некој Сега се мислам нешто од... некој дел од име, дел од презимето, некоја опера негова. А, не, Молиер. Не бе, тој е писател. Има Ако ни кажеш име, ние ќе ти кажеме фудбалер. тоа е добро. Жан Пикана одмah. Не, тука се стварно тројца ги гледам. Не, Жан, Жак, Жил, Жорж. Би рекој. Жорж Бизе, сигурно. Браво, еден, одлично, ама други браво, бе, бе. Жан... Е, Жорж сега. Бизе сега ми текна, да. Клод, дали те асоцира на некој? Жан-Клод Вон. Не. Клод Макалер речевме одмah. Ама тоа се четворица оперски пејачи, не играме со Директно на 150. Не, еден ми треба, не четворица. Ништо, Марко, да не те мачиме и тебе. Не ме мачите, не сакам да ги изгубите овие 50 евра. Да. Супер, добро размислуваш. Секој ќе ти ги прочитам, верувам дека ќе ти текнат, зашто сепак очигледно е дека имаш некое познавање на оваа тема за разлика од Павле. се. Мора да се. Супер бевте моци, одлична партија пруживте. Пред себе на она што ми се допаѓа секогаш позитивни и насмеани. Тоа резултираше, може би не со голема парична награда, но пак со утешна некоја, нели, да се почастиме едно ручече, што викам за целиот напор денеска, да се почастите ручече, ја одма се бутнам да се почастиме ручече. А сега пред да се одјавам и она што заборив да ви кажам и што е поважно за мене е дека обезбедивте учество и во следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме. А јас да прочитам уште неколку италијански и француски композитори на опери. Тука ги имаме Винченцо Белини, Гаетано Доницети, Жил Масне, Жорж Бизе, Клод Дебиси, Лео Делип, Морис Равели, Пиетро Маскањи, Руджеро Леонкавало, Шарл Гуно и така нато. Верам дека барем уште 2-3 од овие ти беа познати. Зашто мене толку ми беа познати, па мора да си тебе толку да ти се познати. Може би повише ти се познати, но како и да е. Со ова, драги гледачи, доаѓаме до самиот крај на денешното издание на квизот Листа за 300. Се надевам дека уживавте, оноку колку што уживав и јас. Па ќе кажемо на парична награда која што ја освоија Павле и Чеде, не е реална слика за знаењето кое што го покажа денеска. Затоа ќе имаат шанса да го поправат сето тоа веќе во следното издание на нашиот квиз, а вие до тогаш останете со програмата на телевизија Сител и уживајте. И никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!